До крајот на март се очекува претениците да го изгласаат законот за укинување на техничката влада. Механизам што речиси 10 години беше дел од изборниот процес во земјава. Иако власта и опозицијата години наназад се натегаат токму околу потребата од така наречената пржинска влада, се чини барем според најавите дека таа конечно заминува во историјата. Од власта велат дека станува збор за прифатлив компромис и најавуваат дека техничка влада ќе има на следните избори, но не и на оние што следуваат потоа. Мнозинството во собранието уверува дека станува збор за чекор кон институционална нормализација, додека опозицијата предупредува дека укинувањето на истата без консензус е неодговорно. Зависи во која постапка ќе пристигне, ако дали ќе биде скратена или редовна, мислам дека по пристигнувањето во собранието согласно собраниската динамика не би требало да биде повеќе од 10 дена да биде усвоено тоа законско решение. Како што кажав, сите забелешки на опозицијата се инкорпорирани, министерствата кои што тие сметаат дека треба да бидат офатени согласно законот за реорганизација на државните органи, нема да важи од овие парламентарни избори без разлика кога ќе се случат, ќе важи од наредните. Во однос на најавите од опозицијата дека нема да го поддржи решението, од владеачкото мнозинство порачува дека конечниот став ќе биде познат откако законот ќе стигне во собранието, потсетувајќи дека и претходно имало промени во позициите при гласање. Пред отприлика 10 дена имавме сите координатори и заменици координатори на пратеничките групи состанок со министерот Минчев, на кој што законското решение ни беше дадено лично на рака. Како што можевме да видиме, одредени пратенички групи имаа забелешки кои што се инкорпорирани. Очекувам оваа или наредната недела законот да пристигне во собранието. Секој кој што има забелешки на соодветните комисии ќе може да интервенира со амандмани, но суштината е јасна, сите забелешки на опозицијата се прифатени и инкорпорирани. Укинувањето на техничката влада беше една и од темите на лидерската средба од 14 јануари свикана од премиерот Христијан Мицкоски. СРСМ ја бойкотираше средбата и се изјасни против вакви измени. СРСМ вела дека институциите немаат доволен демократски капацитет и изразуваат сомнежи за злоупотреби и притисоци врз гласачите. Премиерот Мицкоски возврати дека техничката влада ќе остане на следните избори, но не и на оние што се ќе следуваат потоа, оценувајќи дека станува збор за инструмент од поинакви политички околности. Коалицијата Вриде го поддржува законот, додека пак од ДУИ истакна дека за ваков чекор треба да се консултира меѓународниот фактор. Техничката влада за прв пат беше формирана во 2016 година. Во 2022 година беше направен обид за нејзино укинување, но предлогот не доби доволна поддршка во парламентот. Македонија имаше 3 технички премиери: Емил Димитриев, Оливер Спасовски и Тела Џафери.